Добар ден на сите, ви благодарам за присуството. Овој настан е во организација на Центар за промоција на култура и туризам и со поддршка на Националната галерија на Македонија. И ми представува задоволство што на едно место успеавме да споиме, да кажеме, три релевантни представници од различни образци, од различни целни групи. Во дадената ситуација го имам извршниот директор на Стопанската комора за туризам, Билјана Пеевска-Ристевска, го имаме почитуваниот декан на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил Методи, доктор Радко Дуев, и ја имаме вработена во Националната галерија како кустос Маја Чанкуловска-Михајловска, исто така председател на ИКОМ. Морам да кажам дека беше иницијално најавена и директорката на Националната галерија на Македонија, доктор Дита Старова Керими, но од оправдани лични причини во дадениот момент не беше во можност да присуствува на настанот, но и тоа што требаше да биде дел од нејзиното излагање, ќе се потрудиме јас и колешката Чанкуловска-Михајловска да го образложиме и презентираме. Која е основната идеја на овој денешен настанова наша панел дискусија? Генерално се соочуваме со некои работи кои, пример, нашата држава ги зема како своја агенда, барем задниве 10 години се говореше исклучително за развојот на туризмот, работата со странците, инкам, заработка, но сето тоа е поврзано и со еден куп други работи пропрадни кои доаѓаат, како што е, например, кадарот и како што е представувањето наше пред тие странци. Секој од нас кој малку повеќе патувал, посетувал странски земји, знаете како функционира сето тоа. Ние, барем нашите музеи, кои ги имаме 10 во Скопје и во останатите делови од државата, но пред себе за почеток ќе го анализираме Скопје како примарна дестинација која најголем дел од нив ја таргетираат, или имаме недоволно атрактивни содржини, или недоволно сериозно ние сами ја сваќаме својата работа, или пак премногу ефтино се продаваме, јас би рекол. Дополнително е слабо нивото на тоа што успеаваме да им го презентираме и понудиме на самите странци, и кога ќе споредиме некој макар просечен музеј во некои други држави, не успеаваме освен сува карта да им наплатиме било што друго и да им го продадеме нашиот концепт и мит. Тука доаѓа проблемот и со кадрите, пред се водичи, едукатори и се останато, и ради тоа можеби и причинско последично имаме и намален број на студенти токму на овие струки. Да започнеме прво околу кадрите, околу нивната заинтересираност и проблемите со кои предпоставаме да се соочуваме и каде би можеле да одиме на подобро. За почеток збор му давам на деканот на Филозофскиот факултет, доктор Радко Дуев. Иначе, само да наговестам, правилата за денешниот настан е секој од панелистите има по 15 минути да го представи своето мнение. После тоа одиме со прашања, доколку публиката има, секој има право да постави по едно прашање, доколку се исцрпат желбите на другите, во рамките на можностите ќе има и за второ, нели? Но кругот да се сврти. Предвидуваме настанот да трае до 13 часа. Ви благодарам. Професоре Дуев, декане, поведете. Благодарам, Александар. Јас морам да напоменам дека на оваа тема ние зборуваме повеќе од 20 години и секогаш настојуваме, нели, како академски кадар да го најдеме корените на или причините за она што се случува денес. И ќе почнам со она што ние долго време го немаме, а тоа е културен менеджмент. Значи, културата, ние сите знаеме дека носи финансиски средства, но ние сепак во изминативе децении не успеавме да изградиме систем, да оспособиме кадри, да развиеме програми студиски по културен менеджмент, а затоа што концептот кој што беше во минатите децении беше базиран главно на државна помош, главно националните установи, музеите и сите останати, нели, културни објекти се финансираа од државата. И од онаа почетна анализа, кога, например, Македонија по културно наследство има многу што повеќе да понуди од многу други земји во регионот и Европа, дојдовме до една ситуација што од почетниот интерес, кога се запишуваа по 50 студенти на Институтот за уметност и археологија,
класна филологија, може би тука е да додадеме историја, стигнавме до една бројка што сега во 4-та година имаме се вкупно на сите институти негде околу 10 студенти. Како што се зголемуваше потребата на установите и на туристичките асоциации за потреба од таков кадар, бидејќи во последните години имаме експанзија на туризмот, во оние балкански тури е вклучена и нашата земја, за прв пат, после долго време, почна да ми проаѓаат речи сите директори на национални установи и да бараат студенти за пракса. Но јас ќе кажам малку е задоснато, затоа што сега ние такви студенти немаме. Имаме 10 студенти, но потребите на почнувајќи од ископување, почнувајќи од вашата национална галерија до Музејот за современа уметност, ние едноставно тие 10 студенти не знам колку би ги задоволиле потребите кои се уваат во овој простор и во ова време. Но, сепак, не сакам да гледам песимистички, туку сакам да гледам оптимистички дека тоа мора да се менува. Во кој правец? Всушност, потребен е развој на програми, во кои што бидат вклучени сите чинители. Мене ми е драго што се тука и председателот на Комората за туризам и исто и председателот на ИКОМ, значи мора да се развијат први програми во смисла на културен менеджмент, може би да бидат и мешани со учество на странски професори, специјалистички програми за туристички водачи, каде што на некој начин со самиот развој на туризмот ние ќе оспособуваме кадар кој што ќе може да одговори на потребите и на сите оние кои што живеат и работат во туризмот. И она што е најзначајно, мора и државата, например, да почнеме стратешки да размислуваме околу тоа колку културата може да носи пари. На што мислам конкретно? Че мора да се гради научна инфраструктура, но и локална инфраструктура, затоа што сите се свесни дека од она што сите знаеме од искуството во западните земји, ние всушност и не можеме да примиме голем број на туристи и да ги обслужиме како што тоа може да се случува во западните земји. Значи, почнувајќи од инфраструктура, значи на сите овие места кои што туристите треба да ги посетуваат, значи обезбедување основни услови, инфраструктура од вода, струја, паркинг за автобуси, автомобили, до конзервација, до наплатни рампи и така натака, за да почне едноставно културата да носи пари. Ако културата носи пари, ќе се јави потреба за вработување на кадар од нашите институти од Филозофскиот факултет, со што секако ќе почне да се зголемува интересот за јакнење на овие човечки ресурси, така што на сите вас, верувам, ќе ви бидат од многу голема полза. Мора корените радикално да се смени целиот систем на туризам кај нас, затоа што ваквата состојба, баш ми е драго што ова трибина покажува дека всушност доаѓаме во степен кога ние навистина ни требаат човечки ресурси за да ги обслужат сите оние туристи и за да може да но квалитетен кадар секако кој што ќе може да одговори на сите овие потреби. Ние долго време правевме обиди околу насочување на проектите на Филозофски факултет, особено археолошките проекти, кои што учествуваат моите колеги, но морам да кажам дека се уште постои една такво размислување, кој што го влечеме назад од стариот систем, помалку за сите. Концептот кој што ние постојано укажувавме е дека треба да се концентрираме на едно до две наоѓалишта, кои што ќе се ископаат, конзервираат, што е најважно ќе се постави наплатна рампа. Со тоа ќе се јави потреба од вработување на нов кадар на тие места, но секако тоа да биде финансирано од сопствени извори, а не се да падне на теретот на државата. Втора работа која што исто така постојана баравме дека државата мора да вложи во инфраструктурата на наоѓалиштата и културните институции. Нешто се правеше, но во најголема мера она што се правеше е недовршено и може би тука повеќе ќе ни помогне туристичките работници околу оние проблеми кои што они се соочуваат. Не би сакал, сите ги знаете,
ги знаете како тој културен менеджмент функционира на Запад. Значи сите сме биле, сега неодамна бевме и во на една екскурзија со студентите и со колегите и во Атина, и во Наполи, и не би сакал да споредувам, каде што е доведено до совршенство, каде што тамо туризмот се гледа како пара, како финансии, бидејќи туризмот кај нас културата се уште постои во оној концепт, ако се кажавате хихирику, нели што работиш кустос, тоа беше една по стариот систем беше една професија за исмејување на некој начин, ако нешто не знае. Но она што можеме да го видиме во западните земји е дека тоа е сепак професија за почит и дека тие луѓе на вистина го заработуваат она што го работат и работат на популаризација на својата култура. Значи, нашата свест мора да се смени, нашиот пристап мора да се смени, мора да развиеме програми за културен менеджмент, или за луѓе професионалци кои што ќе бидат обучени да работат во таа област, доколку го развиеме тој дел што е потребно на државата, така ќе се зголеми интересот кај нас. Значи, ќе се зголеми бројот на студентите, бидејќи овие современи генерации се концентрирани на што ќе работи кога ќе заврши. За жал знаете дека можностите за вработување на нашите кадри во националните установи и музеите се лимитирани, се многу ограничени, значи ние нема простор каде нешто хонорарно ги ангажираме, нешто преку проекти како ги вклучуваме преку факултетот, но сето тоа е времено, секако тоа на нив не им нуди некоја солема перспектива од кога ќе заврши. Значи, јас не бидел само подалеку, би спомнал во универзитетот во Задар, каде што сум ментор, на целиот универзитет најголем број студенти се пријавуваат на оделението, таму не се факултети, како оделение се за историја на уметност. Сваќате зошто? Нормално, затоа што има потреба од туристички водичи, има потреба од туристички работници и гледате една обратна свест. Например, во конкуренција со природни науки, со она што ние денеска го форсираме, во Задар најатрактивна е студиската програма по историја на уметност. Така што ако ние веќе го сватиме дека културата носи пари, ако го развиваме тој културен менеджмент, постепено тоа ќе се рефлектира и на факултетот, ќе се зголеми бројот интересни студенти, квалитетни студенти и кои што ќе можат да ги задоволат потребите на нашето општество. Само еден податок ќе кажам, значи Институтот за историја на уметност е меѓу првите 1920 година кога е основен Филозофскиот факултет, 1946 кога се прогласува Македонскиот универзитет, почнува со Филозофскиот факултет и подоцна се формира Универзитет Кирил Методи. И само еден податок за да бидеме на чисто каков со она што го спомнав за хихирику и што е денес, дали е сменето. Во последните 20 години на Институтот за историја на уметност и археологија државата дозволила вработување само на двајца. Колку заминале во пензија, значи не би образложувал повеќе, затоа што и нашите човечки ресурси се лимитирани и ние и да сакаме да понудиме нешто повеќе. Нема со кого. Благодарам на деканот Радко Дуев за ова негово излагање. Мислам дека и доста интересни поенти постигна, поготово кога се однесува, убав пример беше со Задар, има и други места кои можеме баш исто да ги потенцираме како места каде што нели токму тие студиски програми будат интерес кај младите, но и се перспективно дават можност за одредена кариера. Кај нас пред се иницијално го имаме деканот Дуев, затоа што најголем дел од студиските програми кои се однесуваат на музејските работници се наоѓаат на Филозофскиот факултет, нели? Но не да не ги забораваме ни студентите кои студираат на Ликовна академија, да не ги забораваме и студентите од кој пак институт, па јас потекнав од Институтот за етнологија и антропологија при Природно-тематички факултет, каде што исто се соочуваат со помалку или повеќе идентична ситуација, каде што слушнав дека минатата или предминатата година имале 4 студенти. Јас кога студирав, редовни бевме околу 30, плюс може би уште половина или уште толку воредни. Така да ситуацијата е, можеме слободно да кажеме дека оди во негативен правец, а нашата тенденција кој државата би била баш да ги анимираме тие студентски програми и јасно да ставиме до знаење кои се перспективите и можностите. Но перспективите и можностите треба да ги развијат и институциите кои ја третираат културата и музејската уметност, но и за крај ќе стигнеме до самата комора и оние кои
ја продаваат и нудат нашата култура пред странците. Ви ја представувам извршниот директор на Стопанската комора за туризам, Билјана Пеевска-Ристевска. Добар ден и од мене. Доаѓам од позиција на извршен директор како представник на Стопанската комора за туризам на Македонија. Јас сум иначе дипломиран организатор по туризам и ugostителство, Билјана Пеевска-Ристевска. Ќе се осврнам, жалам што од технички причини не може да ја видите и презентацијата, може тоа да биде испратено по мејл, не е проблем, меѓутоа ќе одам со сето она што ми беше предвидено за излагање, па доколку имате после тоа нешто прашање или дискусија, стојам на располагање. Стопанската комора за туризам на Македонија е бизнис заедница на туристички работници, еден од чинителите на туристичкото стопанство во Република Македонија, значи приватниот сектор во туризмот. Постоиме и делуваме од 26 март 2008 година, од оној момент кога значи државата дозволи коморскиот систем на работење да биде на еснавска база, односно секој кој што се смета себе си дека може како заедница да придонесе и во заштита на своите интереси, меѓутоа и во интересите на државата во нашата дејност туризмот, да биде во една таква организација. Претходно само да нагласам дека во структурата на постоењето на Стопанската комора за туризам на Македонија делуваат 4 сектори. Тоа е секторот туристички агенции и туроператори, хотелско-ugostителските објекти, превозниците, без кои што исто така не може да се реализира ниту една од рутите во туризмот, и образовните институции ги имаме како посебен сектор, меѓутоа образовните институции кои профилираат кадар од нашата фила, односно тоа се факултетите за туризам и ugostителство и средните стручни училишта исто така кои ги профилираат оние кадри од понизок ранг на дејноста. Тоа се средните стручни училишта за туризам и ugostителство и мораме да кажеме дека посебно ги имаме и неформалниот тип, а тоа се провајдерите кои што преку курсови и обуки пристапуваат до брза доквалификација и преквалификација на оние кои што односно даваат можности на оние кои што сакаат да се вклучат во работните процеси на дејноста, а од одредени причини немале дотогаш можност. Која е основната мисија? Како што веќе кажав, остварување на услови за зголемен раст на бизнисот во компаниите на туризмот. Значи, сега може да дојде во тоа дека го штитиме капиталот на компаниите. Да, меѓутоа, секогаш ја поставуваме и социјалната димензија на компаниите во туризмот, односно да имаме добра соработка и со институциите, меѓутоа и со вработените во туризмот, и покрај тоа што социјалниот диалог во туризмот се става секогаш потепир, кога се работи за нашата дејност, ние како комора упорно сакаме да го извлечеме на површина, затоа што кога имате еден заокружен процес помеѓу сите засегнати страни, тогаш имате успех на долг рок. Се она што ќе биде бенефит на краток рок е многу малку, значи закони, законски форми, подакти и слично, доколку е од сите страни тоа овозможено, тогаш имате успех на долг рок, или како што веќе ние во глобални рамки во туризмот го нарекуваме одржлив развој на туризмот. Стратешките цели, како што кажав, се промоција на туризмот во Република Македонија, предлагање на измените на законската регулатива, Законот за туристичка дејност, искрено да ви кажам, ние веќе 3 години се бориме во комората преку наши дадени забелешки до Министерството за економија и секторот туризам да тој закон не биде онаков каков што е со многу пропусти, дупки да не речем, пошто ние секој што го бараме во законите, него да биде една силна законска регулатива која што ќе овозможи на дејноста да нема непосакувани работи како што се нелојалната конкуренција или да имаме профилирање на кадри кои што нема да ни бидат од корист на стопанството.
Сосема се согласувам со господинот од образованието, високото образование, деканот дека треба да имаме компатибилност помеѓу пазарот на трудот и образовните наставни планови и програми. За жал тоа можам да кажам, јас имам искуство затоа што на оваа позиција дојдов од професорско место пред 3 години од Средното стручно училиште Лазар Танев во Скопје за туризам и гостителство, каде ги предавав сите стручни предмети. И кога дојдов на оваа позиција во стопанството, односно приватниот сектор, можев да се огледам дека јазот помеѓу теоријата и праксата е навистина огромен. Се отпочна тоа работење преку Министерството за образование и наука со воведување на посебни концепти за зближување на теоријата и праксата преку нови програми, наставни планови и програми, меѓутоа во средното, во високото се уште нема ништо, за жал. Кои се пропустите, јас ќе сакам понатака да ги кажам, меѓутоа сакам да кажам од аспект на образованието, нас како бизнис заедница ни се потребни образовни системи со светски квалитет, бидејќи се значајни за осигурување на долгорочен економски успех. Што е она што од каде што ние можеме да ги црпиме кадрите, кои што ќе ги вклучиме во работниот процес директно во туризмот, значи ги имаме формалниот систем на образование, тоа се факултетите, средните стручни училишта, кои што ни ги даваат, како што веќе кажав, кадарот од понизок профил. Го имаме неформалниот систем на образование, кој што се повеќе во нашата струка искрено е баран. Значи, туризмот е брзо растечка индустрија во светски рамки, една од двете најбрзо растечки, значи прво се смета дека е IT секторот, а после ме туризмот и угостителството, кое што во 50% од работоспособното население во тој брз развој на индустријата, ја викаат индустрија без оџак, абсорбира од невработеното население, поготово млад кадар, кој што лесно може да биде устручен, односно може веќе да биде обучен, или може тоа да го правиме преку ова неформално образование, обуки, курсеви и тренинг центри. Информалното образование, тоа веќе искрено да ви кажам, кај нас е табу тема, не се ни спомнува во светски рамки, тоа поготово во нашата дејност е многу експлоатирано и можам да кажам истото се користи, што значи информално образование. Значи ние во нашата струка, поготово кај пониските профили, тоа се готвач, келнер, сладкар, пекар и слично, имате вие луѓе кои што многу добро го знаат тоа да го работат, меѓутоа немаат како излезен резултат сертификат или некоја диплома за да може да бидат конкурентни и да се вклучат веднаш во пазарот на трудот. Информалното образование тоа многу добро го има во глобален систем на образовните, поготово европските регулативи, значи средено со тоа што има посебна комисија која што таквите луѓе ги тестира со практични примери, значи на лице место, ако си готваш, треба тоа да го средиш, да видиш. Ако комисијата даде поминување дека таа има компетенции, има квалификации, дека може тоа да го работи, сертификатот се добива во текот на еден ден. Од тие причини викам дека информалното образование кај нас не постои. Скоро и да не постои, освен на хартија, што низ проектите може да го кажеме. Формалното и неформалното, формалното веќе како што кажав и професорот тоа го кажа, постои, меѓутоа со недостаток на одредени наставни планови и програми. Неформалното се експлоатира во последниве 3 години и се надевам дека ќе оди во најгорен раст и понатака со оглед на побарувањата кои што ги имаме во дејноста. Кои се предизвиците во секторот? Значи, туризмот е терцијарна дејност која што во своето делување, за да биде комплетен производ, мора и зависи, а исто така и влече, уште 18 други гранки од примерниот и секундарниот сектор во стопанството, во структурата. Знаете, трите сектори во стопанската структура се примерен, секундарен, терцијарен. Терцијарните се услужни, меѓутоа нашиот сектор, туризам и угостителство, верувајте, придонесува многу, затоа што ги влече 18 други од двата сектори. Во тие предизвици, како ние да ги изменаџираме сите тие
сектори, а да биде во корист на туризмот, можем да кажем, прво имаме недоволна поддршка од институциите. Зависиме од многу институции како дејност. Значи, тука се Министерството за образование, Министерството за култура, Министерството за земјоделие, Министерството за економија, Министерството за финанси, и во сите тие министерства, искрено да ви кажам, и транспорт и врски исто тука ние, значи сите тие министерства ние треба да делуваме како стопанска дејност, да ги усогласиме, укомпонираме за на крај да го имаме производот наречен туризам, односно она што ние како услуга го нудиме, понудител од туризмот, без разлика од кој вид на концепција. Имавме некоја можност за одење напред со Министерството за економија во однос на законските форми, меѓутоа и тоа е за жал стопирано во последно време. Имаме вклученост на работодавачите во изготвување на наставните планови и програми. Тука до пред 2 години, дури не се внесе проект од Европската комисија за националната рамка за квалификации, верувајте дека работодавачите воопшто не беа ниту прашани дали нив им треба некоја квалификација или што нив всушност им треба за вистинското работење на работниот процес. Ние во средното стручно училиште профилираме кадар од 4 години хотелско-туристички техничар. Јас кога дојдов на оваа позиција и кога со агенциите, туроператори кои што се најбројни во мојата комора, негде се околу 70 или 90% од оние кои ја креираат incoming и outgoing програмата во туризмот во Република Македонија, ми беше кажано, нас воопшто не ни треба таков профил хотелско-туристички техничар. Нас ни треба агенцијски административен работник. Тогаш за прв пат стапивме во контакт со Центарот за стручно образование, Центарот за образование на возрастни и преку проект со Министерството за образование и наука, исто така и Министерството за труд и социјала беше тука вклучено. За прв пат наши, значи представници од комората, тоа беше од водичите и од туристичките агенции и провайдери, тоа е Туристичкиот центар Савана, беа вклучени да кажат дали во изготвување на тие стандарди се потребни овој профил или нешто сосем друго за нивното работење. Се дојде до едно усогласување, меѓутоа недоволна е, повторно ќе кажам, поддршката на институциите. Знаете, тој процес од создавање на стручниот стандардот на стручено занимање до квалификација која што ќе се стави во НРК трае година до година и пол. Значи, тој лавиринт на бирократија во институциите е толку долг што може утре на работодавачите, кога ќе се стави таа квалификација во рамката за национална рамка на квалификации, веќе да немаат потреба. Значи, баравме тој начин да биде скратен. До овој момент, значи, немаме некој одговор, меѓутоа се надеваме дека ќе наидеме на уште поголема соработка. Тоа беше и во контекст на националната рамка на квалификации. Македонија од 2013 година ја има националната законот за национална рамка за квалификации, кој што е во склоп на Министерството за образование и култура. За прв пат, значи, прво ние сме како секторска комисија во таа национална рамка за квалификации и IT секторот, кој што имаше обучување на мастер обучувачи, меѓу кои сум и јас една од комората и уште двајца, за да пренесеме знаење на работодавачите доколку им е потребно некој кадар или профил, како да изготват програма што ќе ја поднесат во националната рамка за квалификација одделението во МОН, тоа да се добие, да се стави и преку провайдер, односно преку тренинг центар, тоа да оди во кратка поставка од 3 месеци за да се добие тој кадар кој што е потребен на стопанството. Тој сертификат кој што би го издавале тренинг центрите или провайдерите би бил компатабилен со оние во Европската Унија. Значи, националната рамка за квалификација е исто што и Европската рамка за квалификација со законот од 13-та. Тие сертификати што ќе ги добијат, значи, тука како преквалификација и доквалификација важат и во Европа. Тоа исто така е предизвик зошто делување на инфраструктурата. Многу ни е битно да делуваме, да бидеме вклучени и во високообразовните институции, како што кажа
и професорот тука се сложуваме дека треба да бидеме вклучени во она што нас не треба и што нив исто им треба и како кадар да го профилираат низ формалниот образовен систем, меѓутоа ние да го добиеме тоа како готов производ каде што работодавачите нема да треба уште година-две да вложуваат во тој вработен за да може да го стават во процес, работниот процес директно. Кои се можни решенија? Значи, можните решенија за предизвиците се да се користат истражувања за одредени проблеми на работодавачите. Ние не сме добиле како комора, искрено да ви кажам, од ниту една институција, ниту прашалник, ниту анкетно ливче, ниту некој да не консултира, дали ќе може, еве, например, сака на Штипски факултет сега на туризам сакаат геотуризам. Никој нас не прашува дали тој геотуризам ќе има потреба, интерес, или ние, како Стопанска комора за туризам на Македонија, приватен сектор, имаме, дали нашите вработени до сега имаат такви барања од потрошувачите, за да може да креира таква понуда. Значи, никој не прашал нас како приватен сектор, а таква студиска програма, гледам, се отвара. Значи, тоа е тотално промашување. Од тука сметам дека едно од решенијата за предизвиците е да имаме комплетна соработка и тоа кои вештини и квалификации се потребни, кои се моменталните квалификации кои ги исполнуваат тие потреби и намерата да се постават квалификации кои се потребни за да се исполнат барањата на секторот. Анализа на пазарот на трудот, исто така тука и она што горе го кажав, дека немаме, баравме со Агенцијата за вработување како една од најголемите бизнис заедници во туризмот да имаме достапност до кадарот кој што го располагаме во нашата дејност. Немавме таква можност, значи предлагаме информации за истражување на пазарот на трудот, затоа што без тоа не може да имаме вистинска проодност, методи за анализа на пазарот на трудот, тоа ни се потребни во делот на регрутирање на работна сила, продуктивноста која истата би ја дала, односите со работодавачите, обуките и трендовите. Сакам само уште овој дел обавезно да го презентирам. Имаме генерички квалификации и вештини меѓу секторите за квалитетна понуда во туризмот. Прво тука сакам да го нагласам културно-историското наследство, што е исто така тема на оваа денешна панел дискусија. Знаете, културно-историското наследство во Република Македонија е број 1 што може да биде понуда на туризмот и она што е најбарано. Значи, вие ако ги направите сите анализи на она што е барано од страна на потрошувачите, затоа што туризмот се води од тоа што го бараат потрошувачите, која форма ви ја бараат, вие треба да ја понудите во делот на аранжман. Од она што е incoming агенциите во Република Македонија кои што го кажуваат, најбарано и културно-историското наследство. Не би сакала да се задржам многу на богатството кое го имаме, тоа ќе ни треба денови и денови да говориме. Сакам само тука со кој ние проблем во овој дел се соочуваме како приватен сектор. Верувајте, кај културните работници мислам дека во однос на туризмот кога говориме не достигаат вештини. Кога викам вештина, не мислам на знаењето, значи вие го имате знаењето, значи вие имате, дипломирани сте во одредена област и слично. Меѓутоа треба тој работник во културата да умее да го пренесе на групата тоа значење. Значи јас знам колку е овој дал паши намам значаен, меѓутоа ако дојде група, јас само ако му кажете 2-3 збора, тоа е не. Имавме таква прилика со туроператори од Тиран да бидеме гости во македонско село кај филиграните кај што се прават. Значи верувајте, толку многу сакаат да дознаат од каде е среброто, како е. Дечкото 2 збора само кажа, како со клешти да му ги вадевме зборовите од уста. Толку сакаат да слушнат, го молев, значи ве молам, кажете им, презентирајте им од каде е, како е, што е. Таа приказна и таа вештина, soft skills на културните работници, верувајте, не достига на секое ниво. Ретки се исклучоците
Ние како комора имаме соработка, меѓутоа немаме соработка во делот, например, кога имате изложби или слично. Јас ако не добијам мејл од Центарот за промоција за култура и туризам, во комората јас не знам дека има негде некој настан што би можела до моите 100 членки да го препратам со мејл и истите да ве стават во понудата. Дали еднодневна понуда, дали повеќе дневна, дали на група и слично. Тука само би ги додала уште здравата животна средина и локалното население. Свеста мора да се работи во туризмот на локално ниво. Значи, треба и од страна на културните работници, таму каде што ги имате објектите, тоа некако, дали ќе одите преку семинари, работилници и слично, да ги подигнете на малку повисоко ниво. Не би, мислам дека и времето веќе мисли, че можам да говорам уште многу, меѓутоа ви благодарам за вниманието, ви стојам на располагање доколку нешто ви интересира. И благодарам на извршната директорка на Стопанската комора за туризам на Билјана Пеевска-Ристевска за изворедното предавање и конкретното лоцирање на проблемите, аномалиите, сето она со што се соочуваме. Мене ми е било што сега засега, после 2 излагања и на деканот од Филозофски факултет и на извршниот директор на Стопанската комора за туризам, веќе ги начнавме некои од нештата. Значи, прво зборуваме за струки кои потенцијално или пак интердисциплинарни или студии или дообуки или па и целосни наставни програми кои мора да бидат во содейство заедно со реалниот сектор, а истовремено и анимирање на младите луѓе и нивно насочување, затоа што сепак, како што посочи некои други примери, некои други образовни институции, сепак студиските групи не се формираат поради самите професори или нивните актуелни желби да се отформи некаква наменска програма, туку поради тоа која е потреба и на пазарот и на севкупното општество за да имаме подобар и поголем севкупен развој. За крај на денешната група на панелисти имаме кустосот од Националната галерија на Македонија Маја Чанкуловска-Михајловска, која е истовремено и председател на ИКОМ, на Сдруженијето на музички работници во Македонија, така да сега ќе слушнеме и третата страна, можам слободно да кажам, на културњаците, на музејските работници, да видиме што понатаму. Добар ден на сите. Ви благодарам што сте денес тука. Благодарност до организаторот за инициирање на една ваква дискусија и се разбира благодарност на гостите. Сега, во однос на она што се нарекува културен туризам, баш е добро што ете тука се собрани представници, се разбира од дејноста, од областа на образованието, од областа на економијата и се разбира од областа на културата. Како што ме најави колегата, јас сум Маја Чанкуловска-Михајловска, вработена во Националната галерија на Македонија, инаку по професија историчар на уметност со археологија. Значи јас на времето кога студирав, тоа беше заеднички беше, меѓутоа сега се поделени тие две гранки. Исто така и како што кажа колегата, јас сум председател на Македонскиот национален комитет на ИКОМ. ИКОМ, за тие што не знаат, е меѓународна организација, односно меѓународен совет на музеите, организација формирана во Париз во 1946 година и се во рамките на таа организација членуваат веќе над 140 земји во светот и околу сега веќе речиси 40.000 професионалци. Во Македонија ние сме дел од оваа светска мрежа, еве годинава точно 25 години, значи во 1993 година е основан и ратификуван, значи Македонскиот национален комитет од страна на седиштето на ИКОМ во Париз. Инаку, тоа да кажам дека се наоѓате во моментално оваа конференција се одржува во најстарата галерија во Македонија, формирана 1948 година и годинава се навршуваат точно 70 години од создавањето на Националната галерија на Македонија, која што на времето се викала Уметничка галерија Скопје, и од уметничка галерија таа прераснува во
едноставно во музејски простор, кој што има и простор и за изложување, ние поседуваме 3 објекти, односно веќе 4. Тоа е Дал Пашињата амам од средината на 15 век, Чифте амам од втората половина на 15 век, Мала станица од 20-тите, односно 30-тите години на минатиот век и веќе и спомен куќата на Лазар Личиновски, не е предадена во Владини. Тоа се 4 комплексни и можни атрактивни простори и понатаму ќе се навратам на тој дел. Она што сега сакам да го кажам од аспект на културата е заборавив да кажам дека Националната галерија на Македонија веќе во свое владение има над 2300 уметнички дела, објекти, предмети и етнолошки материјал од куќата на Лазар Личиновски. Мислам, сакам уште неколку податоци да кажам за да се разјасни сликата и од оваа и од другава страна. Она што сега ќе го кажам и морам да го прочитам затоа што од збор до збор е многу значено во однос на целата денешна тема. Тоа е дефиницијата за музеот која што е донесена од многу одамна, нели, и веќе е ревидирана на 22-то генерално собрание во Виена на 24 август 2007 година. Инаку речиси идентична е пренесена и во Законот за музеи и во Законот за култура во Република Македонија. Значи, музеот е непрофитна, постојана институција во служба на општеството и неговиот развој, отворена за јавност, собира, чува, истражува, комуницира со и изложува материјално и нематеријално наследство на човештвото и неговото обкружување со цел едукација, истражување и уживање во однос на публиката. Понатаму, исто таа дефиниција се развива дека музеот не е само зграда и колекција, туку и предел. Ова, нели, како што го кажав, е дефиниција од 2007 година, меѓутоа, токму заради овој прв збор музеот е непрофитна институција, во тек е ревидирање на оваа дефиниција. Во светски рамки, посебен подкомитет на Меѓународниот совет на музеите веќе се бави со оваа проблематика, а ние на 24 мај тука во Скопје имавме конференција која што се однесуваше на токму на оваа дефиниција што е музеј, односно нова музејска дефиниција, и присуствува експерти и председатели на националните комитети, членки на регионалната алијанса на ИКОМ за Југоисточна Европа. И значи има одреден рок за година-две за да биде повторно ревидирана оваа дефиниција, баш заради тој прв збор непрофитна. Именно овие сите задачи на музеот се дел од кодот на етика односно статутот од ИКОМ, кој што потекнува од 86 година и е преведен на 38 јазика и сите културни, да кажеме, работници кои што работат во музеи треба да го почитуваат овој код на етика. Односно, тој вели дека музеите чуваат, интерпретираат и промовираат, она, нели, за кое што исто така овие работи ги нагласувам затоа што да кажам дека културата и сите овие законски норми, прописи, код на етика ништо не е контрадикторно на се ова што до сега го зборувавме. Значи, музеот чува колекции кои се бенефит за општеството и неговиот развој, собира и чува основни докази за проучување и промовирање на знаење, работи на почитување, разбирање, промоција на природното и културно наследство. Значи, ја ги вадам само овие основни точки, ова е многу повеќе образложено. Музеот содржи ресурси кои обезбедуваат можности за други јавни сервиси и придобивки и работат во тесна врска со заедницата од која што потекнуваат колекциите и на која што и служат. Музеите работат законски и музеите работат професионално.
и како што реков, нели сите овие точки или моменти од цела таа дефиниција имаат потреба нели не само од соработка со професионалци во однос на дејноста, туку и од поширока интерсекторска дефиниција, која што нели ќе се оваа тема значи долго време се зборува на оваа тема, можеби кај нас 20 на години, во светот многу поодамна, се со цел да во исто време нели да се сочуваат оние базични стандарди и принципи кои што се однесуваат на музеите и она кое што се нарекува културен туризам, односно врската помеѓу бизнис стратегијата и одржливоста или само одржливоста на институциите, во случајов, музеите, и потребите да се промени овој модел, кој што со себе носат нели нови предизвици и веројатно и потреби од промена на пристапот и содржините за современата публика. Она што можам да кажам дека музеите се места за приказни, меѓутоа едукативни приказни, кои што се базираат врз основа на проверени факти, односно податоци, што би рекло дека да не се банализира улогата на музеите во однос дека тој треба да представи на публиката содржини кои што ќе наликуваат на ефтина забава од смисла на Луна парк. Тоа се нели во музеите сепак се презентираат валидни податоци и односно меѓутоа начинот на кој што тие ќе бидат презентирани е сосема нова приказна. Мислам сосема приказната како ќе биде нели представена во јавност е од наш аспект е она кое што ќе привлече или ќе ја одбие публиката. И тоа е тоа што за почеток би сакала да кажам. Се разбира дека ние и ние го чувствуваме сериозно тој недостаток на кадар заради тоа што ние самите на самите нас не недостасува стручен кадар пред се во областа на чување, заштита и проучување на материјалот културниот материјал кој што го поседуваме. Понатаму исто така имаме и културни, се наоѓаме во два, како што ги рекол од Пашиниот Амам и Чифта Амамот се споменици на културата, кои што од друга страна исто потребни се не само историчари на уметност, археолози, историчари, етнолози, туку потребни се и конзерватори. И тоа е оној базичен кадар кој што ние го немаме, а камоли да збориме за промотори во областа на културниот туризам. Значи, и нашите проблеми се многу сериозни, но се надевам дека и во соработка и со факултетот, филозофскиот факултет и групата на Историја на уметност, историја и етнолошкиот факултет се разбира, односно природно-математичкиот, и со економската, ликовната академија се разбира во однос на стручни кадри од областа на конзервацијата и реставрацијата и се разбира во согласност во соработка со економската комора за туризам на Македонија може да се променат некои работи во однос на поголема промоција на сите наши објекти, затоа што јас да бидам искрена, до сега никој не дошол и од нас да побара нели нешто, каква понуда ние имаме и како тоа би можело да се усклади со побарувањата, условно кажано, на публиката и пошироко бизнес заедницата. Благодарам. Оваа поента колку да е поразителна, баш е на место. Значи, тие кои го пренесуваат генерално знаењето и тие кои би требало да бидат звездите и оние кои ги
интригираат идните студенти да ги слушаат, ги нема. Јас само би се надоврзал на интересна работа околу тоа какви ни се и кои ни се музеите и објектите. Јас имав една прилика лично пред 3,5 години. Во Скопје присуствуваше еден од најпознатите музеолози британски, Стивен Гринберг. Беше на еден настан каде што доста културни работници присуствувавме. Тој е председател основач на невладината Метафор од Лондон. И во едно кратко интервју што е објавено на questmacedonia.com, јас го објавив пред 3,5 години. Може да го погледнете или ќе го споделам подоцна на ивентот, нели, на Facebook, каде што, нели, го иницииравме овој настан и информациите заедно со презентацијата на Билјана Ристевска, Пејовска Ристевска. Вели Стивен Гринберг, вели, околу нашите музеи, баш во тој неврзан разговор кој го имав со него и подоцна интервјуто, вели имате исклучително квалитетни кадри, имате богати колекции, но недоволно се поставени на комерцијални темели и недоволно професионално го сваќате туристичкото представување и на платата на туристите. Значи, вика, имате низок квалитет на услуги и ниски цени. Два музеја кои му оставија негов печаток беа токму оние нови музеи кои се изградија од нула. Едниот нормално имаше постара колекција, се изведе од Музеј на Македонија, вториот е токму соседството и ќе цитирам насловот, вика на англиски: Archaeological Museum has a phenomenal collection and the Museum of the Macedonian Struggle is brilliant. Ние кај нас во дневно-политички цели си земаме за право да девалвираме нешто или да го воспеваме до нереални мери, да ќе одиме во екстреми, кои да се, или сметаме дека е најдобро на свет, или дека е катастрофа, но е еден стручен човек од Англија, кој дојде непристрасно и беше баш неформално прашан. Тој смета дека археолошкиот музеј има одлична колекција, дека просторот му е несоодветен натрешен, дека му треба поголема грандиозност и ширина и се. Од друга страна, неговиот впечаток дека музеот на македонската борба е брилијантен. И навистина интересно за одредени луѓе кои не го делат неговото мислење. Пак ќе ви кажам, ќе споделам овој текст кој е пред 3 години објавен. Човекот е повеќе од компетентен, јас барем кога му ги видов референците, гледам дека правел blockbuster exhibitions, major exhibitions во British Museum, Victoria and Albert Museum и Guggenheim Bilbao. Предпоставам дека си ја знае работата. Тоа беше се во овој дел каде што, нели, ние се представуваме. Сега би го оставил отворена можноста доколку било кој од вас од публиката има желба за било какво прашање, поставување. Да, вака, јас се извинам прво да ги поправам двајцата и вас да поправам и господиот од комората. Значи, прво не е признаен факултетот за туризам од целиот универзитет, лажат, вика Тукин, дека е целиот признан под Болонска конвенција. Не, само архитектонскиот факултет и музичката академија се признаени. Од други факултети и универзитети целосно признаен Штуловиот универзитет и правниот факултет на ФОН, додека Нью Йорк коледж исто така признан, меѓутоа последната година мора да се доположи. Предпоставам Американ коледж, Нью Йорк коледж не постои веќе. Американ? Мислам дека уште постои или не постои, не и се извинам, постои затоа што има уште студенти ги чекаат да завршат. Мора во Шефилд, така што е како одумра, мора во Солон да доположат. Значи, а сега признаени се дипломите кои идеш да работиш, меѓутоа да идеш да работиш, ретко кога е диплома воопшто ќе ти побарат. Меѓутоа ако сакаш академски да работиш, значи тогаш више мора да доположиш, значи не се признаени. Значи се смета според тој кредит трансфер систем се смета во академска смисла дали се признаени. А за работа да кажам, дури никој да те види дека работиш добро, може да те викне и да не му побара диплома. Второ исто така, јас не знам кој е овој господин кој што го споменувате, меѓутоа беше, да речеме, од Британија беше професорот, значи деканот за архитектура од King's College во Лондон беше, исто така беше и деканот за архитектура од универзитетот во Болонја, значи ми се чини најрелевантни се они. Овој од Болонја беше во Маната, овој од King's College беше во Донарам беше, тоа беше никаде пред 4 или
години отприлика, значи на овој господинот од Англија, од Британија, тој имаше 4 луѓе во публика. Значи он рече дека сето тоа се едни ужасни плагиати и да ви кажам еве за например за значи тоа фактички кривично дело затоа што дизајнот на музеот за македонската борба за самосталност е копија на Националниот музеј во Аталанта. Не знам, зградата на Министерството за творешни е од Брамантен зграда и така мислам. Основни работи од архитектура се скопирани, значи од учебници по архитектура. Значи во таа смисла не би можел да а исто така он кажа зашто професорите тука од факултетот не се бунат, затоа што и на нив им најде плагиати, пушти слајдови, да речеме домот на студентскиот дом, Гоце Делчев е копија на една зграда во Британија од 60-тите. И тогаш имало судски процес, меѓутоа таш комунистичките власти го заташкале. Та и он најде целку, тие предходните не беше воопшто пристрасен. И така што еве ова мислам да го знаете овој податок. Прашањето е? Да, се само да завршам, за ова за археолошкиот, мислам дека може внатре во таа зграда само 20 туристи, може да се узар тука малку просто. Ако идеме по тие стандарди. Така што точно е дека ние сме меѓу најбогати земји и со археологија и со ендемски биолошки видови во свет сме најбогати. И нашиот музеј за природа научен е 4 најбогат во свет по експонати. Меѓутоа еве ние тоа не знаеме да го искористиме. Сега моето прашање е кон господинот од ја не добро ви во Хрватски тука предавате или само во Хрватска? Не, тука предавам. Професорот е декан на Филозофскиот факултет. Тука нешто Задар го спомна, не знам. Ментор дека бил. Сте биле. Значи јас еве проведејќи сте биле во Хрватска, вие знаете за туризмот баш. Значи имаме многу блиска за работа со таму и тебе за жал тука не може никој ништо да научи. Значи како што ни кажа и они, значи они има сличен проблем. Значи мора регионално да се профилира туризмот. Значи еден регион кој е за висок туризам, не може во тој регион да има и туризам за млади или селски туризам. Например, еден хотел од висока категорија не може до него да има дискотека која што трешти музика, значи. И значи тоа апсолутно треба една мапа да се направи. И еве да ни каже господинот зошто до тоа не е дојдено кај нас и зошто ја мислам дека чисто една инертност, преголема ароганција, меѓутоа и интегриран криминал има во туризмот. Да не кажуваме што се хотелиерите, мислам, кај нас. Има некои дилери на дрога, што се уште се нели на слобода и така. А второто прашање ми е едно прашање. Значи рековме од старт едно прашање сега. Едно прашање, ако го заврши другите, ќе има можност да го благодарам. Благодарам. Добро, ако беше упатено до мене, јас морам да кажам дека може покомпетентна колешка да одговори за хотелиерството и за дрогата и така натака, но само би одговорил на едно прашање дека нашите дипломи се признати и ние имаме случајно, значи тоа ни е можеби пропуст што треба да ги поставиме на нашата веб страница, значи со Еразмус проекти и Еразмус соработка со сите речиси универзитети и факултети не само во регионот и во Европа. Имаме направено заедница на филозофски факултети се неодамна од 22 факултети во регионот и така што таа диплома секако е призната. Она што можеби би личи за академски непризната е тоа што со Болонја постои различни програми. Така што ако програмите не се совпаѓаат, нормално дека вие за да добиете лиценца некаде морате да дополагате или да остварите одреден број кредити да се совпадне. Инаку еве нашите студенти тоа одат секаде во размена по еден семестар. Нашите студенти добиваат постдипломски студии, еве сега потпишав јас на 3 студенти кои заминаа на постдипломски студии во Германија, ДАТ, во Италија. 4 сегете колешката и потпишав заминаа во Америка на Фулбрайт. Така што дека нашите дипломи се непризнати, не. Но она што другите земји го бараат, а тоа се овие асоциации што го имаат, едноставно се го штитат својот пазар. Значи, ние го доживеавме ова сега во Атина во музејот,
Не ни требаше водич, бидејќи колегите што предаваат, например професорот Маријан Јованов, професорот Маријан Јованов или Драге Митревски, они можат многу повеќе да кажат туристичкиот водич и се обидевме на едно место, но цело време не следеа и не опоменува дека мора да биде тишина, дека има право само лиценциран водич да не води кон музеот. И тоа е интересно, внимавајте, лиценциран водич кој што го прислушкува, дали кажува тоа што е одредено од државата, не му е ставено да слободна волја тој да зборува. Митовите се тие. А околу другиот дел од туризмот, тоа би можела колешката околу тие вреви, хотели. Инаку само мало на допълнување, кога прашавте, рекавте дека архитекти коментирали. Значи, јас зборувам за поставка, а господинот го коментирал стручен музеолог. Ако архитект, било каков светски да коментира за музејска поставка, е неблагодарно. Тој е како пинг-понгар да коментира за хокеј. А нема много логика каква атракција може да биде нешто што е надвор од закон. Само не знамо дека се слепи туристите, дека не гледат дека се исти зградата, а Не зборуваме ние за зграда. Значи, овде архитекти немаме, зборуваме за музејски поставки. Овој објект во кој се наоѓаме е граден за бања пред 600 години. Овој објект сега не е бања, уметничка галерија. И нормално дека ќе зборува, пример, кураторот, кустосот. Ќе зборува за поставката внатре, на слики, на дела, на уметнички дела. Архитектонскиот дел е друг аспект. Ние зборувавме за музеи, не секогаш ние ги продаваме како музејски објекти самите објекти. Ама за туризам се разбира дека исто, не разбира кој ќе се привлече од тоа што знае дека е копија што го уча во историја на уметност, ќе види дека е така. И како може тоа да го привлече да плати карта во објекти кои што е копија. Ја не разбирам како може тоа. Не, за поставките зборуваме, не за објекти. Можем ли само Може ли во во Македонија што мора да биде сертифицира. И во Македонија мора да биде сертифицира. И тоа исто многу тежок процес. Сертификација мора да. Значи, може да се надоврзам јас, се извинувам, ако може да се надоврзам во однос на музеите. Значи, во дефиницијата на музеите, музеот всушност не е зграда. Музеот е колекција. Археолошкиот музеј сега што е, музеот е содржина, не е појавност. Точно дека појавноста е она која што привлекува или одбива, меѓутоа музеот е колекцијата. Ние треба повеќе да работиме на представување на нашите колекции. Ние сме живи срекни што нели се наоѓаме во објекти кои што се културни споменици од 15 век, како што кажав, меѓутоа за другите нели некои исто се во културно-историски споменици, во Битола, нели во Охрид и така натаму, ја имаме таа среќа. Меѓутоа, генерално гледано, музеите се содржината. Што од друга страна, до некаде и се служувам со вас, например, археолошкиот музеј, веќе ова има 4-та или 5-та зграда од основањето како што се селат и го имаат оној проблем на појавноста за кој што зборувате вие. Односно, бидејќи се наоѓаат во објект, во зграда која што е изградена со проектот Скопје 2014, има голем број на туристи кои што едноставно не сакаат да влезат заради зградата. А не се свесни каква драгоцена колекција има внатре. Ние го имаме тој проблем. Реално го имаме проблемот на зграда и поставка. Само да одговорам на оној дел што беше упатен до мене, значи јас говорев за сертификатите кои што се добиени во Република Македонија во однос на квалификации, делови од квалификации во нашата дејност се компатабилни со европската рамка на квалификации и тие важат. За академските дипломи деканот кажа, што се однесува до тоа, кажавте за изградба на хотелско-гостителски објекти и локации. Имате закон за туристичка дејност кој што пропишува
кои услови според правилник категоризација и стандардизација на хотелско-угостителски објекти може да добие дозвола за работа. Во однос на тоа дали има дискотека до него или нема е веќе локалната самоуправа, урбанистичките планови, Министерството за внатрешни работи, нивните реакции, граѓанството и слично. Значи, овој регион рече да овој регион е за висок туризам, овој е за млади, овој е за селски и така натаму. Што ако и измешано не може концептот кој што го има Хрватска како развој на туризмот е сосема различен со нас. Ние имаме континентален тип на развој на туризмот и се базираме на тој. Од тие причини не можеме комплетно законот од Хрватска да го пренесеме кај нас. Не е компатибилен. Тоа сакам да ви кажам. Не функционира баш така, тоа е една работа. Условите на работа го диктираат и начин. Законското регулирање, тоа е прва работа и втора работа. На приватната И во многу аспекти треба да знаете дека кај нас неретко не е само прашање на законска регулатива, туку примена на законската регулатива. Овие три дејности кои се овде не применуваат законски регулативи, тоа го прават единиците на локална самоуправа, државните институции и инспекцијските служби. Овде немате такви представници, така да било што да кажеме или да потенцираме овде, барем во оваа констелација на околности, овие луѓе овде, што се би било илузорно. Ние овде зборуваме за нешто сосема друго. Ви благодарам. Дали некој друг од почитуваните гости и посетители има некој прашање да постави? Хвалите. Само некој уточи. Уклучете. Здраво на сите, јас сум Насер Мефтари, по професија моментално сум професор во средно училиште, ПЗ Шмарко. Иначе како активист и за човекови, посебно деци, права и мировно образование и така натака, нема да навлезам многу во село кој сме или што сме, меѓутоа присуствувам за да повеќе проширувам знаење од сите овие области, бидејќи сум еден од тие што се носат одговорност за помладите генерации, а тоа е и смислот на оваа денешна средба. Горд сум и заблагодарен сум на сите организатори од ваков тип, горд сум и со село на каде ние живееме и работиме. Тоа што ние имаме, не верувам дека има некој во светот. Тоа наше богатство и како антрополошки производ, а и како природен, навистина е многу богат и сега се обидуваме на кој начин тоа наше богатство да го продадеме, односно да се восхитуваме на село што го има. На една не биде по промоција, меѓутоа не еден настан, а и било каде да сум. Секогаш го истакнувам оно што мене најмногу ме боли, а тоа е како нашите помлади генерации, односно како тој спој да го појачиме, таа алка меѓу сите институции и помладата генерација, односно учениците, без разлика на кој ниво тие се. Дали се од основа, од средно или пак студенти. Мислам дека тој спој ни фали и мораме да работиме на село. Јас сум член на едни комисии кои што се обработуваат сега новите програми во образованието, настојувам мојот предмет што предавам да го вметнам и да го поврзувам со сите нешта што ние имаме. Ама навистина ни оди многу тешко. Според вас, моето прашање за да го споделиме кои се вашите мисли во однос на ова. Значи, како да постапиме системски и најбрзо и најдобро, најефикасно до тоа. Благодарам. Ние като факултет направивме еден проект кој што вели културно настава образованието, токму водени од оваа желба, како што напомена и колешките, значи не е само тоа што го зборевме со архитектурата да се изгради нешто, најголем проблем во нашата земја е одржливост.
Значи, доколку нема финанси, сметаме дека нели имаме коментар почнало да капе. Да, но некој мора да се качи горе, да го чисти кровот од лисија. Значи, што и да се направи и сега тука кога минував, нели? Што и се направи, ако не се одржува, значи џабе. Тоа пропаѓа, да не се лажеме, и затоа беше идејата да го вклучиме целиот образовен систем во културното наследство во туризмот. На кој начин? Вие знаете, ве работите во средно училиште, децата одат на екскурзија, не знам, во Ушче, во Белград. Што они ќе научат? Или не знам, во помалите возрасти 8 одделение ги носат, не знам, во Лешок, на Пољана, ние како родители плаќаме, ништо никој нема корист од тоа, имаат полза поединци. Ние направивме еден календар на активности, каде што сите деца, сместено во образованието, ќе посетуваат секоја година одредени локалитети во Македонија и наместо парите се одлеваат надвор од Македонија, па нека и 100 денари како родител да платам, парите да останат тука. Плюс и туристичките работници, нели, превоз, хотелиерство и така натаму. Идејата беше, значи, за секој одделение да се направат мали брошури, адаптирано секој дидактички, нели, за возраста, каде што децата ќе почнат од прво одделение да го учат своето културно наследство. Тоа беше проект кој што требаше да се реализира и Министерство култура и Министерство за образование, беше дочекано со воодушевување, значи да го напуштаме концептот дека музеот е непрофитабилна организација, а само сега плативме во Атина 20 евра за влез, без автобус, без паркинг и да не споменуваме до тоалет и сте што следат сите гранки што ги повлекува туризмот. И беше дочекано со воодушевување, значи да влезе во системот на образование, значи екскурзиите да бидат целни и едукативни, значи да бидат за децата, а на друг начин тие пари што се даваат, не знам, по Ушче или не знам, Бугарија или Грција, да останат тука. Мислам, беше проста пресметката 100 денари да чини, така, 22.000 средношколци, по 8 години, па и средните училишта, на некој начин ќе дојдеме до некои средства каде што би можеле овие институции да имаат самоодржливост. Главниот проблем на институциите е самоодржливоста. Државата колку и да инвестира, не. А од друга страна, голем дел од сите активности во образованието се нефункционални. Ниту се методски поддржани така, ниту се во интерес на децата, а ниту се во интерес на тоа културно богатство кое што, да кажеме, порано се водеше грижа за околу тие екскурзии. Сега, да кажеме, мојот син, можеби никој во животот нема да појде до Делчево или не знам до Гостивар по патот, но да кажеме Берово или до Дебар. Да кажем. Така. Тоа беше целта, но за жал кога ќе дојде тоа што го спомнавте до комуникација меѓу институциите, завршува идејата. Значи, доаѓа во судир, никој не сака да се меша, нема комуникација како во сите сектори, постои некој сривалство што јас не го разбирам и таа идеја пропадна. Но тоа е единствен начин каде што децата, сега во Италија кога бевме, дечиња мали, по 4 години се шетаат низ локалитетот со професор и го објаснува река. Значи, првин што ги учат децата, првин да си почитуваат своето културно наследство, значи првин тоа да го научат, па да излезат надвор. А за жал кај нас знаете што се случува. Да не коментирам. Ете, тој проект уште стои, ние го имаме елаборат направено комплетно како проект, го нудевме секогаш, па ја се надевам дека тој проект ќе го види белиот ден. Токму затоа, како што видовте, овие три сектори и три гранки се поврзани, значи ако земеме дека агенциите нормално гледаат својот интерес во смисол на агенцијското работење, значи ги понудат на пазарот услугите како што се превоз, сместување, организација и се останато, ние забораваме дека поготово кај основците кај средните училишта, моје мислење е дека треба да се токму тоа што деканот го каже останатите да се наметни програмата, затоа што безцелни патувања кои немаат ниту едукативна сврка, ниту ништо, само има комерцијален ефект на организаторот на наставот и можеби некоја трета особа, најверојатно. Пак ќе биде комерцијален. Повторно ќе биде комерцијален, но по дадената ситуација, јас го земам примерот од Националната галерија и некои други музеи. Ние редовно преку нашите едукатори и кустосите, организатори на изложбите се трудиме да има што е многу поголема посета. Професорот од средното училиште е еден од драгите посетители на Чифте и на Дал Пашинамон, по потреба мала станица која има настани и претпоставено другите објекти. Обично училиштата немаат буџет или па на децата воопшто не ги планираат да плаќаат посети.
И кога во дадена ситуација ќе се побара макар и ученичка карта, фарсам сам 20 денари на децата од дома без оглед колку имаат средства, дали 50, дали 100, дали 200 денари дневно им дават на сите, се доаѓа во ситуација зошто да се плаќа. И паради таа логика дека сме ние непрофитна институција и по таа логика одење, затоа и добар дел од музеите кај нас не може да дојдат до средства ван оние кои се блок дотации од државата или наменски и се секогаш мало и недоволно, или пак оние проекти се случува самите институции да не можат нормално да ги покријат основните средства, затоа што како што рече деканот Дуев, не се само трошоците за струја, вода и за парно. Имате техничка опрема која се расипува. Имате трошоци за одржување. На крајот краишта имате средства кои требат и за маркетинг и за било што е. Се додека ние не почнеме да размислуваме така како што таа западна Европа или западен свет кон кој целиме или велиме дека целиме, не можеме да одиме напред. Значи не можеме да имаме ретроградни размислувања за нештата, а да сакаме западни стандарди. Дури земете го примерот и со водичите, и со следењето, и со ажурирањето на тоа. Еве, ако не одите на западот на исток, одите во Истанбул. Во Истанбул може да води само локален водич, кај нас во Скопје гледате дека македонскиот водич е платен проформа, се шета со на ознака околу врат, но странецот зборува. Нигде во нивните земји странецот не смее да зборува, тој е странскиот водич, строго домашниот, па може да биде преведен. Во Истанбул, јас кога бев на една тура, нашата водичка која беше, само преведуваше. Или само шеташе со нас. Локалниот водеч со локалната лиценца, тој само смее да зборува и упорно ни приоѓаат некои непознати луѓе кои слушаат кој збори и што зборува. Во Скопје можете да видите водичи кои зборуваат на своја рака, зборуваат што ќе им текне, дури зборуваат политичка пропаганда во зависност од нивните ставови општествено-политички, што јас не знам зошто би ги интересирало тоа странските туристи. Кажуваат неточни информации, ако застанете на Камени мост и поминете 5 или 6 струи, ќе слушнете дека е турски мост, дека е српски мост, дека е Душанов мост, дека е не знам на кој бег, некој ќе каже дека од време на Јустинијан, извинете, тоа е лажно презентирање на нашата историја, лажно презентирање на нашата културна наследство. Дури имаше ситуација каде што пред Чифте Аман една жена објаснуваше како пред 30 години се бањала тука. И сега, или како што има луѓе кои објаснуваат дека за Даут Пашинамон, дека во Даут Пашинамон колку време бил бања. Кој знае малку историски податоци, знае дека овој објект скоро воопшто да не функционира како бања. Скоро воопшто, дали 10-20 години почетокот и 500 години бил вон функција. Последно нешто што бил магазин за масло, пред да стане Национална галерија, долу просто, значи, не бил функционален, како објект бил грандиозен, постоел за 6 за функцијата на бања, 95% од времето неговото постоење ја немало. Но луѓето се земат за право да објаснуваат и да шират лажни информации. Тоа е дел од нашиот проблем. Би сакал да прашам дали има уште некој кој сака да постави прашање? Господјата, ако може придете само во... Да. Пуштете го. Да. Оно што јас сакала да прашам, ние сме сведоци на својна примери што областни институции, музејска, образовна и бизнес сектори. Да. Јас поедам бизнес сектор. За мене, туризмот како движење на лица, на група на лица кои што задоволуваат најчесто се начин одредени културни потреби, а од денешното излагање дознавме дека станува збор за брзорастечка гранка и профитабилна гранка. Па во таа смисла моето прашање, еден значаен сегмент што дека денес да речем за мене е битен, а тоа е локалната заедница или градската заедница, бидејќи ние сме сите овие културни настава и културни музеи, културни објекти, историски објекти, музејски објекти се наоѓаат во градот Скопје и во некои други градови низ Македонија, најчесто во градските средини. Па ме интересира, може би сите учесници на сите панелисти денеска, прашањето е колку е според вас или според ваше мислење, колку е препознат културниот туризам или тука и образовниот туризам, посебно значен за градот Скопје, да речем, во центар, како носечка на сите на универзитетскиот кампус во
Јас како човек прво кој бил инволвиран во повеќе аспекти во таа сфера, можам да ви кажам лично дека барем музеите кои се на територија на град Скопје, само една институција е градска, само една. Тоа е музеот на град Скопје, во кој јас бев во раководството некое време. Сите другите се национални установи. Значи, барем во музејската дејност, само музеот на град Скопје, ќе ви кажам што под него спаѓа. Значи, имате музеј на град Скопје како таков објект, или стара железничка станица. И имате музеот на старата чаршија или некаква етнографска поставка на влезот во Сулијан горе по скаличките горе, таа поставка. Ја имате и легалната работилница на борците од Нов, кој пред неколку месеци, не цела година, во задниве 2-3 години се работеше, тоа на дупката помеѓу Комерцијална банка и археолошкиот музеј, кај што беше ХУП Метропол дали долу, и легалната работилница. И под истата институција спаѓа неолитското наоѓалиште кое се наоѓа во Маček, Хиподин. Другите установи кои се под ингеренција на градот Скопје не се од музејската дејност, тоа е зоолошката градина, универзалната сала, МКЦ, КИЦ, пионерски дом Карпуш и универзална сала. Значи, со законот за поделба помеѓу локална самоуправа и држава со одредби 2004-2005 година. Тогаш настана поделбата. Се друго што го гледате е под ингеренции на државата и под финансиска поддршка од страна на Министерството за култура. Така да, колку градот, мислам дека сами го добивте одговор. Значи, влијанието на градот е никакво или го нема. Градот пред се финансира културно-забавни настани, дали се тоа фестивали, дали се тоа концерти и работењето на овие установи кои отпосле ги, кога се во прашање општините, барем градските општини, или затоа што има посебен закон за град Скопје, општина Центар, каде што најголем дел од овие општини се, овие објекти се наоѓаат, чинат 90% или 100%, па мислам дека сите се. Јас барем колку што сум запознат во изминатите години, нема никаков импакт. Освен, може би, некаква соработка од типот на даден наменски проект или некаква посета или било што, но не е поврзана. Немаат свој музеј, немаат своји објекти, немаат финансиски некакви импликации. Тоа. Сега збор под истото прашање има Ристинска преаскост. Значи, кога станува збор за бизнес заедницата со градот Скопје или општините и сите локалитети кои што ние може да ги ставиме во понуда, односно сте веќе ставени, или па еве сме имали побарувања за одредени објекти, каде што од групи кои ни пристигнале, било тоа да се туроператори кои што треба во нивните земји да пренесат за тој локалитет или слично, немаме соработка. Искрено. Можам конкретно да кажам со два примера. Значи, имавме еден пример кога туроператори кои што беа дојдени од Израел сакаа да го посетат локалитетот црквата Нерези. Тоа беше некаде 16 часот после пладне луѓево за да ги однесеме. Ама од хотелот ни кажа хотел Карпуш дека немате осветлување. Сега, што е проблемов? Ниту патот е до горе осветлен, ниту таму за да можеме да им објасниме. Верувајте се, обидевме и во град Скопје, и во општина Карпуш, и во ресорно министерство. Никој не знаеше каде е лоциран проблемот, зошто тој објект не е осветлен. На крај свештеникот го најдоа крив, дека он не дозволувал, ова е црковно... Сакрален објект. Да, сакрален објект и слично. Значи, и тука исто се, како презентери во туризмот, се избрукавме на некој начин, како држава. Моравме да објаснуваме како бизнес заедница зошто е тоа така според наши религиски обичаи и слично, зошто не е црквата и патот до таму осветлен. И истото ни се случи со аквадуктот. Патот до аквадуктот е катастрофален, а кога отидовме таму, толку валкано, мислам, во смисла неуредено, тоа беше катастрофално нешто. И исто тука си ја префрла топката општина Карпуш и град Скопје. Значи, не постои соработка. Верувајте, за тоа нас и во оваа презентација што ја имав, како предизвик,
ја ставив бизнис заедницата со институциите и еве тој социјален диалог кој што не постои меѓу нас. Така да тоа би, овие два конкретни примери може да ви кажат се. Значи, би сакала да се надоврзам на директорката. Често пати се случува, значи не е прв овој проблем кога намешање на ингеренции, односно префрлање на ингеренции на локална власт, нели национална власт и црквата се разбира многу често нели како еден од проблематичните елементи во целава оваа соработка. Така што јас мислам дека доколку имате таков вид на примери, може да се реагира за секој нели пример поединечно со дописи до сите релевантни институции, меѓу кои што ќе биде вклучена и црквата, затоа што верувате и ние го имаме проблемот од друга страна. Мислам, треба да се реагира. Треба да се реагира затоа што доколку не се реагира, нели написмено, сите ќе се прават како ништо да не се случило. Во однос на проверката на податоци што спомна колегата, да, се разбира, мислам тоа е еден исто многу горлив проблем кој што го имаме, затоа што нели даваме различен тип на изјави по медиуми и самите нели и самите новинари кога ќе дојдат не пренесуваат точно, например објаснувам, значи во Даут Пашин Амам како за Чифте Амам конкретно примерот, нели дека како бил системот на грејење и ладење и баш беше зимно време и новинарката кажува: "Леле, што ви е топло?" Па викам: "Да, овде има подно грејење." "Леле, од 15 век ви е подното грејење." Мислам, тоа за мене беше шок, верувајте. Мислам, толку да немаме општи познавања за некои работи и во однос на образованието од мали нозе. Меѓутоа, мене ми беше прашање до директорката на економската комора, меѓутоа и до туристички водичи, доколку има денес тука со нас, или представници на туристички агенции. Врз основа на кои критериуми вие ги бирате објектите во кои што ги носите вашите туристи? Значи, дали можам јас да добијам одговор? Кој е степенот на, добро, освен тоа што нели го кажавме, неуреденоста на околината, на објектите, кои се вашите критериуми и мерила за квалитет и атрактивност? И дали, затоа што се случило во Чифте Амам, например, доаѓа посета, застанува само пред објектот, му кажуваат дека е нели двоен Амам, се сликаат пред објектот и туристичкиот водич, јас се извинувам, дали можеби ќе навредам некого, вика дека внатре нема ништо. Што треба да има? Што да има? А внатре има, например, у дадениот момент имате изложба од највредните дела од, да кажеме, југословенската колекција или од жени авторки од нашата колекција. Мислам, што е тоа? Имате и фантастична архитектура што треба да се погледне внатре и за 50 денари, кои што се вистина толку ефтино, срамота е да се каже дека внатре нема ништо. Кои се, значи ме интересираат критериумите врз кои што туристичките водичи или агенциите бираат во кој објект ќе однесат туристите. Тоа е првото прашање, а второто, вие цело време нели викате дека никој не се обратил едно друго. Кога вие сте се обратиле и дали воопшто во комората, економската комора за туризам, дали воопшто некогаш била изготвена таков тип на понуда која што ќе се однесува на културниот туризам, односно на посета на културни објекти, меѓутоа како пакет.
Не само ева овие сега сакаат ова или барем како пилот проект. Дали воопшто имало такво, затоа што видете на површина од 1 или 2 километри квадратни имате вие сега археолошки музеј, музеј на македонската борба, музејот на Холокаустот, кои што се на 50 метри едни од други. Го имате Даут Паши Намам. Малку подале го имате Капанан, нели по пат. Го имате Чифте Аман. Го имате Сулијан. Малку погоре музеј на Македонија. Во Сулијан се наоѓа музејот на старата Скопска чаршија, што е код ингаренција на град Скопје. Понатаму го имате Свети Спас црквата, имате музеј на современата уметност. Калето е тука. Го има од другата страна музејот на град Скопје и Мала Станица. Да не зборуваме нели за посета на Нирези, посета на музејот на Матка нели на ЕВН, природно-научен музеј. Мислам ова е предлог можеби да се размислува дека ете постои и културна понуда. Еден ден ваков. Обидете се барем пилот проект некаков да биде. Мислам, како мене тоа многу ме интересира. Дали воопшто се направени било какви напори и во однос на валидноста на податоците кога презентирате. Ве молам исто и повик до град Скопје во културните информации. Значи, Даут Паши Намам е уметничка галерија. Не е турска бања да ни доаѓаат тука луѓе со пешкирчиња на рамо, да барат да се избањаат. Значи, тоа е релевантноста на податоците, кој што треба и град Скопје сериозно, мислам, треба сериозно нека да ги провери тие работи пред да влезат во печат. Мислам, службите треба да се консултираат со стручни лица кои што работат во сите овие установи. Имаме веќе водичи, една книга издаде колегата, нели, за музеите, исто така и од ИКОМ издадовме книга за музеите во Македонија, која што и на македонски и на англиски јазик. Ве молам, проверувајте ги податоците. Мислам, ќе испадне дека ние некого лажеме и кога таа ќе се види дека лажеме, ниеден турист нема да биде заинтересиран. Мислам, сами си се лажеме, сами си правиме проблем. Благодарам. Зборка да бе колешката, само накратко ја потенцираше колешката Михайловска. Јас пред 3 години издадов книга која се продава дел од објектите, се вика Скопје Музеум Тур, значи музејски водич за Скопје, така да баш ова што го зборувам, јас сум автор на таа книга. Истата денови би требало да биде промовирано и турското издание, затоа што апропо Хрватска, нели сите споменува, во Хрватска се е преведено на италијански, германски, по логиката дека италијанци и германци доаѓаат. Тајна се огледа дека најголем број од туристите кои не познаваат англиски јазик се од турско говорно подрачје, истата ќе биде на турски јазик. Мене ми беше интересно што дел од купците на истата или луѓе на кои може да имам поклонет или некој продале, има една интересен момент каде што дебатираат за моите податоци. Јас викам, моите податоци се и научно издржани и излезени од внатре од институциите, а кој што ви раскажувал, токму за тој проблем нели говориме. Секој во своје име раскажува некакви митови приказни кои во 90% се лажни. Второ се случувало да влези турист, примерно во археолошкиот музеј, да ја купи книгата и да никој не му каже дека постојат сите тие објекти или која е намената. Дека бањите мислел дека се бањи, дека за некој објект воопшто не знал дека е музеј и дека реално во самите хотели, поготово кога зборуваме за деловен или бизнис туризам, рачунете во центар на Скопје сте 2 или 3 дена, имате како што колешката Жанкуловска Михайловска вели на 100 метра, значи да фатите од 4 попладне до 8 додека затворат летно време музеите, може во 4 да влезете и се до тоа ќе завршите со 5-6 евра вкупно, дали воопшто, и ќе купите и некој поклон и било што, никој ништо не им кажува, најверојатно во кафана ги носат. Или стварно не знам кај ги носат луѓето, или лутат по улици, или пробава некој на улица да им увани. Имаме организирани тури кои доаѓаат постојано од училишта, од градинки, почнувајќи, значи работиме на едукација постојано на млада публика, нели се разбира од заедницата локална од која што потребуваме.
и општеството од кое што потекнуваме пред се, значи имаме едукација со градинки, имаме едукација со основни училишта, средни училишта, значи со работа со факултетот, кога постои интерес за тоа. И имаме организирани посети значи, на деца од училишта. Меѓутоа, немаме организирани посети од ниту една туристичка организација. Извинувам, меѓутоа, тоа е факт. Во ниту еден од нашите објекти не постои организирана посета од ниту една туристичка организација. И зашто зборуваме за каков културен туризам зборуваме? Само за лутане имаме туристи кои што прочитале нешто во Годичи. Така. Само накратко да кажам дека веднаш во комората имаме туристички агенции кои што се занимаваат исклучиво со инкаминг туризам и можам да кажам дека веќе неколку години наназад практикуваат такви тури. Меѓутоа, од што зависи која тура и кои објекти го стават во таа рута, е од таргет групата која што им е како потрошувачи. Доколку се тоа странски туристи, можам да кажам дека тие сакаат се да видат и со она што е во план да се посети, веќе се надминуваат и 2 ноќевања, значи посетуваат, но кога се работи за таргет група домашни туристи, тогаш знаете како се гледаат оние музеи каде што е бесплатно. Е така, значи за тоа единствен музеј значи кој домашните туристи туристи на град Скопје. Така, домашните туристи не се баш прикладни кон аранжманите што се туристичките агенции. Што се работи, кога се работи до водичите, морам да кажам дека таму владе еден општи хаос. Ради тоа Стопанската комора за туризам на Македонија од 700 водичи лиценцирани бара таа бројка да се намали со ригорозни критериуми при издавање, не на легитимација како што е до сега, него бараме тоа да биде лиценца. Доставени се нашите забелешки до Министерството за економија, сектор туризам. Не знам од кои причини се уште не е разгледано, меѓутоа бараме ригорозна програма и критериум кој што ќе издава лиценца, не легитимација. Легитимацијата може само да го легитимира со име и презиме и дека има. Лиценцата треба да биде квалитет на неговите знаења и унифицираност во тие податоци кои што вие ги барате. Значи, град Скопје во надзорот на водичите кои што кажуваат лажна историја, има само 2 инспектори и знаете што ни викаат? Ние тој надзор со 2 не можеме да го покриеме со оглед на тоа дека туризмот во Скопје има зголемување. Значи, затоа е хаос и бараме тој и ние како Стопанска комора за туризам на Македонија да се среди тој дел. Би имале поддршка од нас исто, и вие како институции во културата сосема сме отворени за соработка. Ве молам, доколку имате нешто такво, пријавете кај мене, ние како Стопанска комора за туризам на Македонија, извршна канцеларија, одма можеме да реагираме до надзорните органи да излезат на терен и тоа да го проверат и да го санкционираат согласно законите. Стоиме на располагање во секој поглед. Поред начинот на кој што беше организирана дискусија, го одразува начинот на кој што е организиран туризмот односно културниот туризам. Еве, јас ќе ви кажам дека, да речеме, Меѓународната асоциација, например, на кинотеки ја призна кинотека под уставно име, како член да биде од државата Република Македонија, при што председател на таа асоциација беше господинот Коста Гаврас, кој што нели по националност е грк. Меѓутоа, например, таа установа направи се да излезе од асоциацијата, значи никакви критериуми не се придржуваше, некои и до ден денес се тужиме, значи некои кои што пишувавме за тоа бевме буквално претепани кога отидовме таму. Ја не разбирам кој е тогаш имаше инвестиции од сите културни центри во Европа, имаше некоја размена на почеток, и тоа сето тоа замре. Значи, јас сакам да кажам дека, еве да речеме, во музеј на современа уметност има прекрасна колекција, меѓутоа изметите во тој музеј ми се чини дека се од минатата сезона. И ја не можам да разберам како некој може да бара да се плати карта за таков објект. Еве, јас се прашувам, не знам кој би бил како да направиме да се придржуваат луѓето на законот, едноставно да има никакви, барем минимум услови за хигиена, за осветлување, за циркулација на туристи, движење на означеност, значи, мислам, апсолутно ништо тоа не е задоволено од Еве, ја да прашам како
на како, или тие редари, барем многу се била дрога по музеите и по читалниците, да има барем редари, мислам, барем да се безбедни туристите што ќе да Одлично, јас се сметам дека имам што да кажам по прашање. Прво ќе кажам, кој музеј за современа уметност, прво нешто што тие не успеа да го направат, без оглед на кој раководство било, е да наплаќаат за паркинг. Дали знаете дека пола од туристичките автобуси на странските туристички организации и, кажете го, гости, им го користат тој паркинг на два нивоа за бесплатен паркинг. Ништо во светот не е без пари. Сегде кај што сум била да последно во Опатија бев, 5 минути ќе се станеш автобусот и имаш до 15 минути за станување, а не зборуваме за 3, 4 или 5 сати. Нивниот паркинг го користат агенциите да се паркираат и не се наплаќа. Рампа нема, бенефит немаат. Рачунете дневно кај нив 10 автобуса застануваат, да им земат по 20 евра. Тоа се 200 евра, само. Значи тоа се 200 евра. 30 дена, тоа се 6000 евра. Знаете ли колку значи? За паркирање на автобус 5 сати. Ти имат паркинг, паркингот е празен. Сите се паркираат, само не посетителите на музеот. Не може да е организирано, тоа е единицата на локална самоуправа треба да го дозволи, општината или градот. Сакам да ви кажам, ние имаме тенденција на префрлање на ингеренции. И тоа што одите во еден магепсан круг и најлесно е човек да се откаже нешто и да не го прави. Второ, границите меѓите на објектот. Тоа е поврзано кале, било што во докаде кој чисти. Дали чисти комунална хигиена, дали е објектот под раководство на директорот на уставата, дали град центар треба да настапи, дали општината. Кога имате, знам дека звучи смешно, ама кога одредени објекти дојка не ги омегите или не детерминирате кој до каде има ингеренции, не знаете кој каде треба да превземе. Значи, земете Националната галерија како институција, пред чифте, амам, пола објект е блокиран. Дел од чадори, дел од дуќани, дел од било што. Кој ќе реагира? Директорот на институцијата? Ние имаме проблем, севкупно како општество, во одредени сфери, со немање надлежност или поклупување на надлежност на 3, 4, 5 различни тела. И доколку тој што води институцијата не е доволно јак општествено, не само да има позицијата на која е, за да притисне, нема да се реализира истото. Нигде не е бесплатно. Значи, вие зборувате, само момент, полека. Не, вие зборувате за исклучок, а не за правило. Не. Само да додам. Мислам, само да кажам, минатата година во Помпеја, само да се влезе во градот Помпеја, автобусот плаќа 40 евра, а во Фиренца некаде 500 евра да влезе во градот. Да влезе. Значи тоа се дури на Црна Гора, да знаете, наплаќа еколошка такса за да влезете. Со кола ако влезете, вие сте трајчи или петко, или со еве ви кажа деканот. Значи, да, тие ќе ви дадат тие ма како не... Биевме, плаќавме како. Сега, лани се вративме од Наполи. Кажувам, јас не му организирам. Значи, каде да... А кај нас каде се наоѓаат музеите? Музеј на современа. Ама нашиот, драг господине, нашиот музеј на современа не е во Драчево и тој е во центар. Таму се плаќа. Вие ако сакате, слободно можете да го паркирате автобусот на хипот. Еве нека кажам, не ги знаат тие. Мислам, јас се организирам екскурзијата и знам колку чини. Верувајте секаде се наплаќа и затоа во аранжманите кога ги прават агенциите викаат што подлежи платено во аранжманот влегува и надвор. Така е. Значи тоа што е прашање може ли да? Појавете. Дали има клjuč на градот all inclusive измислен, кај што некој турист ќе даде рецимо 50 евра и све му е отворено? Има баш неодамно еден мој познаник имаше таква иницијатива каде што треба да ги одлично прашање. Баш еден лик кој е собственик на мал сместувачки капацитет имаше таква идеја каде што концептот беше да има картички каде што ќе се покриваат и музеите и дури јавниот превоз
Прашање е колку ќе успее да се договори со, да кажеме, сите тие институции. Значи, пак е организациона иницијатива пред се на приватниот сектор. Значи, се надевам дека тој концепт ќе му успее. Да, апсолутно. Значи, пак ќе одам примерот, дотичниот господин кој јас го познавам, имаше концепт каде што треба прво, баш од мен информации бараше, каде што треба да ги седне еден по еден сите, да кажеме, директори или надлежни органи, да понуди некаква цена, да оди во јавно сообраќајно предпријатие или не знам каде, да ја направи својата економска логика и да видиме. Прашање е колку тој ќе успее. Сепак, сметам дека такви иницијативи мора да бидат поддржани и од единиците на локална самоуправа. Значи, доколку дотичниот има концепт кој него би го чинел хипотетички, кажуваме, 100.000 евра, ако градот Скопје му дае 10, 20 или 30.000, тој има економска логика да го тера, затоа што толкова покриеност има, иако такви иницијативи се одлични за поздравување. Со оглед дека го исцрпивме временските рамки како што најавивме, нели се придржуваме до правилата на игра кои ги зацртавме од самиот почеток, прво би им се заблагодарил на сите три учесници, на Мајчо Николовска Михајловска, кустос на Национална галерија и председател на ИКОМ, професор доктор Радко Дуев, декан на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методин и извршниот директор на Стопанската комора за туризам Билјана Пеевска-Ристевска. Во името на Центарот за промоција култура и туризам, јас како Александар Ристевски, би се заблагодарил и на директорката која во денешна ситуација не успеа да стигне поради лични обврски на овој настан, на доктор Дита Старова Керими, и би се заблагодарил сите за присуството. Беше исклучително задоволство. Се надевам се гледаме и во некоја наредна прилика. Во другата сала имате, доколку сакате, вода и колачиња, минималистички. Ви благодарам за присуството. Секој добро.